Кога зборуваме за граѓанските организации како вршители на дејност, важно е да се напомене дека одредени типови на дејности се експлицитно исклучени за нив и се ослободени од плаќање на данок на додадена вредност без право на одбивка. Тука пред се би ги издвоил дејностите во областа на културата, социјалната заштита, образованието и младите. Меѓутоа и овде идентификувавме некои неусагласености измеѓу нашиот закон за ДДВ и ЕУ директивата моментална која што е во однос на ДДВ. Во суштина идентификувавме 4 клучни проблеми кои што сметаме дека се проблеми на политиката и треба да се адресираат. Првиот проблем е отсуството на јасни и прецизни одредби како во законската, меѓутоа така особено во подзаконската рамка кои што уредуваат кои лица и во кои случаи се обврзани да се регистрираат како ДДВ обврзници. Нашиот закон ги содржи оние 4 основни критериуми кои што треба да ги има, меѓутоа тие не се прецизно разработени. И пред се мислам тука на критериумот на дефиницијата што представува стопанска дејност, каде што нашиот закон користи генерална дефиниција како секоја дејност со која што се остварува приход. Помалку во однос на самостојноста исто така користи само негативна дефиниција, значи кажува што не се смета за самостојна дејност и притоа тука се потенцира моментот со работниот однос. Во однос на трајноста дава можност и за трајно и за повремено вршење и дава можност за повремено и за трајно вршење на дејноста. Во отсуство на јасни одредби се остава простор да даночните власти ги интерпретираат на што е можно поширок начин. Овде би ги издвоил само што за нас беше многу индикативно, управата во писмото, во објавата ги наведе дека и приходите кои што се од стекнати врз основа на членство во надзорни тела го смета за стопанска дејност, што е крајно дискутабилно од аспект на дали постои самостојност кога ти си член на надзорно тело во некое трговско друштво, дали има момент на самостојност или тој момент не е присутен.